Цветка, јас сум наставник по биологија и химија во Основно училиште Наум Охридски Булачани. Денес ќе започнеме со изучувањето на наставните содржини предвидени за 8 оделение по предметот биологија. Поточно ќе започнеме со наставната единица повторување за органски системи. Најпрво да се запознаеме со целите на часот. Целите се да ги запознаете функциите на поголемите органски системи во човечкото тело, да поврзувате функција на органски системи со животните процеси и да ја препознавате местоположбата на поголемите органи во човечкото тело. Но најпрво да се потсетиме за градбата на живите организми. Сигурно веќе сите знаете дека сите живи организми се изградени од клетки, кои што се основни градбени и функционални единки. Клетките може да бидат растителни и животински според градбата, а се разликуваат и според функцијата. Токму таа разлика во градба и функција возможува клетките да се групираат во ткива, кои што исто така можат да извршат различна функција. А повеќе ткива со различна функција градат орган. Органите се засебни делови од организмот кои што можат да извршат одредена работа. Повеќе органи со различна функција градат органски системи кои што пак извршуваат одредени поголеми функции во организмот, па дури и цели животни процеси. Токму органските системи се тема на проучување на овој час. Започнувајќи го проучувањето на органските системи, прво да ги видиме, да се потсетиме на некои од поважните органи што ги изучувавме во 6 оделение по природни науки и нивната функција, односно во кој органски систем спаѓаат тие. Дали можете да го препознаете овој орган? Ако одговоривте бели дробови, тогаш вие сте во право. Белите дробови се дел од респираторниот систем. Респираторниот систем или системот за дишење е систем кој овозможува размена на гасовите помеѓу организмот и надворешната средина, односно размена на кислородот и јаглерод диоксидот помеѓу надворешната средина и крвта во организмот. Ова е желудник, а овој орган е црн дроб. Значи желудникот, црниот дроб, заедно со цревата, хранопроводот и устата се дел од дигестивниот систем. Дигестивниот систем или системот за варење е задолжен за разложување на сложените хранливи материи од храната на поситни и помали честички со цел да може да навлезат во крвта и преку крвта да може да се пренесат до сите делови на телото, односно до сите клетки во организмот. Ова е срцето, а ова е крвта под микроскоп. Срцето, крвта, заедно со крвните садови, артериите и вените, го градат циркулаторниот систем или крвоносниот систем. Крвта, односно циркулаторниот систем, има улога да пренесува храна, материи и гасови низ организмот. Понатаму следува мозокот и сетилата. Мозокот, сетилата, заедно со нервите, го градат нервниот систем. Нервниот систем има функција да прима, пренесува дразги, да обработува информации и да ја контролира работата на целиот организам. Ова се бубрезите. Можете да забележите дека бубрезите се поврзани со крвни садови, зашто нивната функција е да ја прочистуваат крвта од штетни, непотребни вишок материи. Понатаму, заедно со мочоводите и мочниот мир, тие спаѓаат во групата, односно во екскреторниот систем или системот за лачење. Ова се коските или скелетот, ова се мускулите, коските кои што даваат потпора и мускулите кои што даваат подвижност се дел од системот за движење или локомоторниот систем.
А сега да видиме како 7 животни процеси се поврзани со органските системи. Животниот процес дишење се извршува со помош на система за дишење или респираторен систем. Движењето со помош на система за движење, осетливоста со помош на нервниот систем, исхраната со помош на система за варење или дигестивниот, излачувањето со помош на системот за лачење екскреторниот, размножувањето со помош на половиот систем или репродуктивниот. Животниот процес растење и развивање се одвива на целиот организам, па затоа нема органски систем кој што расте и се развива. Меѓутоа има и други, како што е крвоносниот систем, систем на жлезди со внатрешно лачење или ендокриниот систем и лимфниот систем. За сите овие органски системи што ги имаме набројано во оваа табела, ние понатаму ќе се запознаеме како засебни лекции или засебни теми при изучувањето на материјалот по биологија за 8, односно за 9 оделение. А сега да ја погледнеме следното видео за да можеме да ја утврдиме, односно да ја видиме и мистоположбата на органите во органскиот систем. Откако се запознавме со поголемиот број на органски системи во човечкиот организам и ги набројавме поголемиот број од органите кои што влегуваат во нивниот состав, сега е време да видиме нивната местоположба во човечкиот организам. За таа цел го имаме ова човечко торзо, односно модел од човечки организам, во кој што можеме да ги погледнеме поголем број од органите кои што влегуваат во градбата на човечкиот организам. Овој дел од човечкиот организам се вика телесна празнина. Таа е поделена во два дела, тоа е градна празнина и стомачна празнина со помош на една мускулна преграда што се вика диафрагма. Во градната празнина на човечкиот организам се сместени белите дробови, односно двете белодробни крила кои што се дел од респираторниот систем. Исто така, во овој дел во градната празнина е сместено и срцето, кое што е поврзано со крвните садови и заедно со крвта се дел од циркулаторниот систем. Еве го срцето, како изгледа моделот на срцето и сите тие крвни садови кои што влегуваат, односно излегуваат од него. Во стомачната празнина се сместени останатите органи од човечкиот организам, меѓу кои се органите од системот за варење, тоа се црниот дроб, желудникот и цревата, односно тенкото, дебелото црево, правото црево и аналниот отвор. Сите овие органи се дел од системот за варење, односно дигестија. Понатаму можеме да ги забележиме бубрезите, кои што се исто така добро поврзани со крвни садови, бидејќи ако се сеќаваме, нивната главна функција е да ја прочистуваат крвта. Од бубрезите излегуваат мочоводите и тие се вливаат во мочниот мехур кој што се наоѓа тука. Ова е дел од половиот систем, односно е машкиот полов систем, додека пак во главата е сместен дел главниот орган од нервниот систем, а тоа е мозокот, за кој што ќе зборуваме понатаму. Понатаму од надворешна страна можеме да ги видиме септилните органи, како што е увото, окото, јазикот што се наоѓа внатре во устата. Ова е черепот, дел од скелетниот систем, и ова се мускулите, односно дел од мускулниот систем. Со тоа можеме да завршуваме со разгледување на овој модел на човек. А со ова завршуваме и со оваа наставна единица. Она што ни останува е да ги видиме кои обврски ги имаме за дома, односно што треба да научиме и да направиме на крајот од часот. Значи, наставната единица се наоѓа на страна 6 или 7 од учебникот. Откако ќе ја научиме наставната единица, потребно е овие поими, како органи што ви се набројани овде, и исказите
што ви се дадени на овој слайд, да се вмитнат во оваа табела. Односно, овдека се набројани органските системи за кои што зборувавме, тука треба да се стави нивната главна функција во форма на исказ, а тука треба да се напишат, односно да се определат кои поважни органи влегуваат во градбата на овие органски системи. За некои органски системи има 2 или повеќе органи кои што беа набројани претходно. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех во совладување на оваа наставна содржина.